Кога спортот е во прашање, временските услови се најмала пречка да се оствари она што е зацртано. Па така и нашиот специјалист по спортска медицина, пливач аматер, едноставно не дозволи овие есенско-зимски услови да го пореметат неговиот настап во соседна Грција и на својата широка палета од препливани маратони да додаде уште еден. Па ете, најавениот пред неколку дена маратон, еден есенско-зимен маратон, прв како таков во мојата пливачка кариера, иако 46-ти поред, станува збор за маратон од 5 км во соседна Грција, во место Никити на вториот крак. Значи, се пливаше од Никити до еден срт, 2,5 км и 2,5 назад. Беше малку, значи, изменета патеката, бидејќи се зимни услови од безбедносни причини, че треба се плива метаморфозис Никити. Станува збор за еден традиционален меморијален маратон во чест на еден спортски работник кој што во сообраќајна несреќа пред 11 години го изгубил животот и сега се плива во негова чест. Значи, традиционално, под мото преобразвана душата, баш и затоа се пливаше на задушници, на верскиот празник, и кој исто како и кај нас и таму е. И еден убав настан со една солидна масовност, 70 и неколку пливачи плива, претежно нели од Грција, бевме само тројца од странство, двајца српски пливачи, мојот пријател Мијич од Шабац и Александар Жегарац од Пожаревац и јас од Македонија. Јас сум задоволен, пливав солидно во рамките на моите вообичаени можности, 2 часа и 9 минути, со оглед на тоа дека нели еве во овој период и немам тренинзи, месец дена не сум пливал, значи прв после месец дена влегувам во вода. Водата беше, да кажам, за мене дури и неочекувано пријатна, околу 19-20 степени, значи идеална за пливање. Нормално температурата на воздухот нешто пониска од лето. Се на се пријатно за пливање и можам да кажам дека не ми беше воопшто проблем. Имав некои така ситни мали грчеви, вообичаени, но не ми беше проблем да го остварам она што го зацртав. Значи, една пријатна атмосфера во еден грчки ресторан, не ги доделува признанијата, дипломите, медалите, со едно дружење, ракоплескање на секој учесник, значи, доста пријатна атмосфера спортска и едно дружење, што ме воодушеви секако, како луѓето знаат да се поштуваат, мислам во Грција, знаат да го поштуваат она што се вика спорт и дружење, така да би рекол, би сакал тоа да го направиме и на нашите простори. Размислувам, нели, здравје Боже, нели, да ме држи здравието, нели, минатата година имав една повреда што добра санирав, ете испливав и доста маратони ова година, 5 маратони. Планирам уште во јуни да пливам еден маратон во Албанија, Ксамил, во почетокот на јуни, тоа ќе биде мој исто прв маратон на тие простори во Албанија и потоа следуваат нели оние маратони во соседна Србија, во Хрватска, Бугарија. Значи, зависи од агендата, зависи од моето слободно време во однос на професионалните активности и се надевам и неколку маратони на нашите природни и вештачки езера како промоција нели на езерата, убавините во нашата држава. Ова ми беше 46-ти маратон, не е далеко бројот 50, уште 4 маратони ми фалат. Немам така некои претензии за некои бројки, но се надевам и очекувам колку што е во моите можности физиолошки, да кажем уште некоја година да испливам што повеќе маратони и да остварам што повеќе зацртани маратони. Еве да спомнам, само сега се сетив, дека некаде во јули има светско ветеранско првенство на балото на езерото во Унгарија, така да сметам дека и на тој маратон ќе учествувам и мислам дека ќе учествувам. Јас ова го сакам премногу, се додека имам можности физички и духовни можности, да кажам, и замисли, и се додека имам подржувачи од нашите сограѓани кои што се уште ги ценат овие мои активности, нема зошто да се откажам, значи секаде настапувам под нашите обележја, секаде го застапувам нашиот град, нашата држава, мислам дека тоа е добро, промовирам нешто што треба да се промовира
и не знам зошто би прекинал со тоа ако нема некоја посебна причина, мислам здравствени причини и некои други околности.